Најавените блокади од страна на транспортерите од 4 балкански земји – Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора – за во понеделник остануваат. До денеска Европската комисија е рамнодушна кон барањата на транспортните компании. За сега немаме никаков одговор, бидејќи ние очекуваме не во моментот да ни го решат проблемот, туку да закажат состаноци на кои што ќе може да се разговара и преговара за да се најде решение за возачите да не бидат неправедно запирани, односно да може слободно да си ја вршат својата работна задача. Ова значи дека од понеделник граничните премини кон земјите на Европската унија се затвараат за товарен сообраќај. Вече сите гранични премини се блокирани, почнувајќи од Евербајер, Делчево, Ново село, Дојран, Богородица, Меджитлија, Чафасан, Блато на Дебар, Блаце, додека преминот Табановце Прешево нема да биде блокирано од наша страна, меѓутоа ќе го блокираат нашите колеги од српската страна. Колку во понеделник ќе трае најавената блокада? Колку ќе трае зависи од Европска унија. Значи, ако дадат можност да преговараме, ние ќе ги прекинеме. Меѓутоа, генерално планираме да бидат 7 дена, затоа што 7 дена е просечен број на денови за вршење на еден циклус на превоз, за да можат да видат што би се случило кога не работат превозниците од балканските земји. Како прво, како второ, турците исто така ни дадоа поддршка, а довеќе над 1 милион тони стока која што нема да стаса на време кај што е наменета. Денеска вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски повторно изрази длабока поддршка на транспортните компании, посечувајќи ги последиците доколку Европската унија се оглуши на барањата. Се работи, повторувам, за огромен економски проблем кој што целосно може да ја колабира македонската и регионалната економија. Имајте предвид дека нашите економии се мали и главно се ориентирани кон извоз. Целокупното производство на компаниите кои што произведуваат во слободните економски зони, оние странски директни инвестиции кои што работат најголем дел од луѓето во Македонија, кои што носат најголем девизен прилив на Македонија, 100% извоз. И овие радикални мерки очигледно се начин да се привлече внимание. И јас и владата имаме целосно разбирање за македонските транспортери. Го разбираме нивниот револт, ги поддржуваме нивните барања и навистина треба да се реши овој проблем. Во меѓувреме, третманот на возачите од страна на Европската унија останува на ниво на туристи, поради што веќе 100 се протерани, а повеќе од 50 добија отказ од матичните компании.